Додека светот е во исчекување за мировните преговори од страна на Украина и Русија за ставање на крај на војната, украинскиот претседател Володомир Зеленски оствари средба со својот колега Реджеп Тајип Ердоган во Анкара. Зеленски откри кои функционери ја сочинуваа делегацијата од Украина и потврди дека на преговорите кои сепак ќе се случеле утре на преговарачката маса ќе бидат и делегации на САД и Турција. Ќе размислиме што ќе правиме. Какви ќе бидат нашите чекори по разговорот со претседателот Ердоган. Мислам дека ќе имаме неколку часа за важен разговор, многу важни одлуки. Мора да разбереме на кое ниво е руската делегација, каков мандат имаат, дали се способни сами да донесат барем нешто. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека целата ситуација околу мировните преговори кои ќе се случат во Истанбул се интригантни, велејќи дека никој не очекува лесен процес. И сначала Зеленски какие-то там делал заявления. На почетокот Зеленски даде некакви изјави со кои бараше Путин да дојде лично. Патетична личност. Тоа е очигледно за сите. Освен можеби нему и на оние што го користат како марионета. Потоа, постарите другари му објаснија дека не треба да се однесува толку глупаво и дека преговорите се неопходни. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп пред новинарите изјави дека ништо нема да се случи се додека тој не се сретна со председателот на Русија Владимир Путин. Ништо нема да се случи додека не се сретнеме со Путин, во ред, и очигледно, тој не планираше да оди. Сакаше да оди, но мислеше дека јас ќе бидам таму. Тој нема да оди ако не сум и јас таму и не верувам дека нешто ќе се случи. Без разлика дали ви се допаѓа или не, додека јас и тој не се сретнеме. Предходно руска и украинска делегација се најдоа на преговарачката маса во Джеда, Саудиска Арабија, каде изнајдоа делумно решение за прекин на огнот во време трајање од 30 дена.